утро се наоѓаме во операционата сала, каде што и може да се види всушност како се врши односно како се изведува една операција на лице кое што е заболено од парадентоз. Во ова вклучување на лице место ќе појасниме за какво сериозно заболување станува збор, кои се самите симптоми и исто која е најдобра превенција кога станува збор токму за овој сериозен проблем. Да му посакаме добро утро на доктор Данчо Бизески. Добро утро и на вас, добро утро на гледачите на Телма телевизија. На самиот почеток, кои се оние првични симптоми за кои што можеби нема да бидеме свесни дека станува збор за парадентоза, но сепак укажуваат на тоа? Прво би сакал да појаснам дека парадентозата представува една хронична, деструктивна, дегенеративна болест на подпорниот апарат на забот. Кога ќе кажам подпорен апарат, мислам на оние структури во устата кои што го поддржуваат забот. Значи не на самиот заб, него на подпорните структури. А тоа е алволарната или виличната коска, тоа е цементот што го обвива коренот на забот, тоа се непцата и гингивите и тоа се влакната кои што го поврзуваат забот со забната вилица. Всушност симптомите на парадентопатијата, ако дојди во терминална фаза, се опасни, односно се скоро и неизлечливи. И затоа е многу важно раното препознавање, а тоа е преку почетната незина форма, а тоа е воспаление на непцата или гингивитис. Всушност, воспалението на непцата или гингивитис започнува со карварење од гингивите, од самите непца, чувство на страно тело помеѓу забите, непријатен здив или халитоза, а во подоцежна фаза може да се јави и промена на положбата на забот и во терминална фаза дури луксација на самите заби. Како да препознаеме дека не станува збор само за обично карварење на непцата? Вака, здравите непца не карварат. Значи, тоа значи доколку приметите карварење од самите непца, треба да се јавите на стоматолог. Зошто? Бидејќи тоа е почетната фаза на заболување. Тоа е воспаление на непцата. Всушност, во самиот инфилтрат се наоѓаат бактерии кои што ги напаѓаат, значи, структурите во виличната коска. А тие бактерии доаѓаат сега, тоа е се поврзано забниот плак. Тоа е плакот кој што се таложи на забите. И доколку тој плак не го чистиме преку редовна дентална хигиена или не посетуваме стоматолог, тој ќе минерализира. Кога ќе минерализира, ќе настане забен камен. Забниот камен ќе навлезе во тие простори помеѓу забите и тука веќе не можете да ја контролирате таа инфекција, односно не можете да правите само чистење, бидејќи самиот забен камен кој што ќе влези помеѓу забните простори, невозможно е вие да го страните механички со четка за заби или доколку не одите на стоматолог, тој само ќе прогледира и тоа е мека и медина за бактериите во просторот помеѓу забите и на тој начин веќе инфекцијата прогледира во просторите каде што ќе дојде можеби во една ваква терминална фаза. Како изгледа детално самиот процес на лекување и дали е полесно лекувањето кај помладите лица? Или пак тоа не игра никаква улога? Не, секако дека кај младите лица лекувањето е полесно, но тоа не значи дека најдоброто лекување е превенцијата. Значи, редовна посета на стоматолог и редовна орална хигиена. Тоа значи кога ќе се појават првите симптоми, не треба да се чека за да се продлабочат сите оние други фази на клиничка слика на болеста, него треба едноставно 2 пати во годината да посетите стоматолог и тоа ви е на некој начин загарантирана превенција. Според вас, дали сме свесни дека на некој начин ова заболување е распространето и дали сме свесни за опасноста која што произлегува од ова заболување? Дали сме свесни имаме таа здравствена култура и да посетуваме 2 пати годишно стоматолог? Ова е едно од најраспространетите заболувања и од 60 до 80% во популацијата од заболувањата се должи на парадентопатијата. И за жал границата сега е спуштена и сега увеќе младите лица, па зафаќа и пациенти 40 и под 40 години. Може би секоја година имаме по неколку пациенти каде што ги губат целосно здрави заби, тоа се лица 40 или под 40 години. Свесноста доаѓа од нас самите, на овие простори за жал е намалена. Свесноста и недоволно се луѓето свесни за да често посетуваат стоматолог или ги избегнуваат тие работи од разни причини, вклучувајќи стравови. Ево, ги уверувам дека треба кај својот стоматолог 2 пати годишно да се појават на еден превентивен преглед, чиста забен камен, наслаги, нормално одржување на редовна орална хигиена. Пред самиот крај, велите ова заболување се појавува и кај помлади, кај повозрасни, не станува збор нели за
нели за возраста, односно ова заболување не е типично за одредена годишна возраст, но тука ќе ве прашам и дали генетиката игра улога, дали можеби и генетски на некој начин би можеле да имаме предиспозиции за ова заболување. Одредени генетски фактори може да влијаат, да има преиспозиција, но никогаш генетиката не е пресудна. Например, вие може да имате преиспозиција, ама ако држувате добра орална хигиена, или ако не пушите цигари, тоа нема да се развија болеста во таква форма. Може да има почетоци, може да има преиспозиција, но бидејќи знаете, паранетопатијата е хронична деструктивна болест која што не се лечи, може да се стагнира. И да постои преиспозиција, ако другите фактори се отстранети, нема да ја развијате болеста и нема да ги изгубите завите. Навистина ви благодарам за сите овие детални информации и што имавме можност да им појасниме на нашите гледачи за какво заболување станува збор. Ви благодарам на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам сите информации беа добредојдени и утриново. Од првото вклучување на лице место говоревме за парадентоза, тешко заболување кое што се појавува во денешно време и кај се помладата популација. Уште еднаш ќе напоменеме и ќе дадеме совети и пред самиот крај дека морално е да се посетува 2 пати годишно стоматолог за да не дојде до ова заболување, ниту пак до некои други здравствени проблеми.